Имунизација на текстилните работнички е нова надеж за индустријата која во изминатиот период поради пандемијата претрпе огромни штети и загуби. Процесот вакцинација во најголемата трудоинтензивна гранка треба да стартува веднаш. Тоа ќе значи поголема продуктивност и ослободување на работниците од психолошката стега што цело време ја наметнува вирусот, сметаат од текстилниот кластер. Со самата имунизација, постепено државите почнуваат да се отвараат, а многу брзо ќе дојде потреба од нашите услуги. Со оглед на тоа што сите веќе поучени од она што се случи со пандемијата и со пазарите, кои што односно изворот на изработка на текстилни производи како што е далекиот исток, Кина, Индија, Пакистан, сето тоа што се случува, се повеќе ќе има побарување на услуги, односно производи кои ќе бидат произведени на европско тло. Текстилната индустрија беше причина за штип минатото лето стане македонскиот Вухан. Вирусот неконтролирано се ширеше во погоните и автобусите, а многу конфекции поради големиот број на заболени ставија клуч на погоните. Локдаунот во Европа ги стопира и порачките. По околу 3500 работници беа испратени на колективен одмор. Деновиве над 60% од нив повторно се вратени на работа. Отварањето на погоните не значи и стабилизирање на состојбата, коментираат од текстилниот кластер. Поддршката е само дел од трошоците што се потребни за работната сила. Тука каде трошоци, без разлика дали работи погонот или не, постојат тие фиксни трошоци кои што се потребни да се сервисира. Така да навистина сериозно треба да се пристапи кон поддршка на оваа индустрија. Според анализите на Министерството за економија, бројот на компании кои аплицирале за петиот сет мерки е за 600 помалку од оние кои бараа помош во февруари.